Почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин, кој на едно место ви ги сумира сите случувања од светот на интернетот од изминатата недела. И во овој период имаше бурни случувања, најмногу поврзани со политичките действија во Република Македонија, но имаше и некои други реакции, други анализи, други коментари околу оние социјаекономски случувања кои се случуваат во државата, како на пример здравството, економијата, образованието и сите тие сектори кои го тангираат нашиот секојдневен живот. Почнуваме со политиката, почнуваме со последната порака на западните дипломати, овој пат на германската амбасадорка во Република Македонија, во однос на суството, каде германската амбасадорка посочува еден конкретен пример и кажува дека случајот со именувањето на специјалната јавна обвинителка укажува дека со суството во Македонија нешто не е во ред. Еве го, тој текст. Германската амбасадорка Алтхаузер со остри критики за македонското судство. Алтхаузер констатираше дека самиот избор на специјален јавен обвинител кој треба да расчисти одредени индиции за криминали покажува дека, како што рече, работите не се што треба да бидат. Претседателката на Врховниот суд, пак Лидија Неделкова, која пред неколку денови обвинуваше дека медиумите вршеле притисоци врз работата на судиите, призна дека и ретерира дека има проблеми со независноста на судството. За волја на вистината, Неделкова не посочила кој врши притисоци врз судството, само кажала дека има, па така јавноста останува сама да донесе заклучоци во таа насока. Одиме со коментари на оваа тема, еве на Facebook, Боби Илиевски, чест Facebook коментатор, сега вели вака. Джеф Бейли и Питер Иван Хаутен не се вратија од консултации. Што може тоа да биде? Прво, Халовин се уште не заврши, болни се од грип, на годишен одмор се, шифра изолација за еден аналитичар, прашувам. Сега на овој пост на Боби Илиевски има коментар во насока на барање за дообјаснување, како што верувам и самите гледачи би побарале. Дешифрирај, Бобче, да те разберат и неразбраните. И одговор, не доаѓаат додека НГ не подпише. Тука се разбира НГ се мисли на премиерот Никола Груевски. Во останатите реакции на амбасадорските и дипломатските пораки, Бранко Балаловски исто така на Facebook пишува: Не, Ваша екселенцијо, овде не ве разбираат. Санкции, господјо, најостри санкции. А дека странците не го разбираат Никола Груевски, мисли и главниот и одговорен уредник на Дневник Бранко Јаневски, се разбира иронично. Тој тоа го објаснува во својата најнова колумна, која се нарекува 10 минуси на Никола Груевски. Се разбира и насловот е ироничен, Јаневски не мисли на реални вистински минуси, туку тоа е напишано во насока на пораките кои доаѓаат од Запад. По се изгледа Никола Груевски им стана фрустрација на странциве. Кој му е нему проблемот? Нема нафта, нема газ. Значи тоа му е првата слабост. Нема султански престол како Ердоган, што е веќе втора слабост. Нема можност да ја прислушува Ангела Меркел како НСА, тоа е трет минус. Нема војни бази на тлото на Германија, како Соединетите Американски држави, што е веќе сериозен проблем. Не е згоден како Еди Рама, ниту бил член на партија на Воислав Шешелј од времето кога го гонат за војни злосторства. Не бил телохранител на Тодор Живков, што повторно е проблем. Не бил предмет на работење на италијанското обвинителство како Мило Ѓукјановиќ. Не пие корвозие за доручек, па не може да добие препорака ни од Јункер. Да имал спроведено реформи, значи не му наредил на Советот на обвинители да ги избере 14 темина на Катица Јанева и на тој начин да ја манифестира одвојноста на третата од извршната власт. Прифатил да се даде оставка на 3 месеци пред изборите и се потпишал под документот за технички министри, ама сега не прифаќа тие да бидат технички.
Прифатил Македонија да стане членка на НАТО и ЕУ, ама не прифатил тоа да биде така како што сакаат грците, кои на Меркел цртаа мустаки како на Хитлер. Друго, и да не направил странците, не ги боли уво за тоа. Ете, едно пошироко објаснување на Дарко Јаневски за во наводници минусите или гревовите на Никола Груевски. Продолжуваме со текст на Радио Слободна Европа, кој се однесува токму на дел од овие работи за кои пишува Дарко Јаневски. Текстот е поконкретен, директен, нема иронија ниту во надписот, ниту во насловот, во кој се вели: власта сака да ја изигра правдата. Тука е ставена и илустрација за тој текст. И еве еден коментар од професорот Здравко Савески. Во овој момент, главниот проблем кој се нотира од страна на власта се надлежностите на заменик министрот за внатрешни работи и составот и надлежностите на специјалното јавно обвинителство. Овие две прашања укажуваат дека власта најмногу е заинтересирана за изигрување на правдата и за регуларноста на изборите. Тоа веројатно од гледна точка на премиерот Никола Груевски лично најмногу го засега, но за очекување е кога ќе помине, ако помине, договарањето за овие две прашања да се отворат некои нови знаења или подзначења и толкување на одредени други прашања. Тоа го вели Здравко Савески. А кога сме кај судството, Врховниот суд на Република Македонија во изминатата недела донесе одлука дека не се повредени правата на главниот и одговорен уредник на Фокус Јадранка Костова и на новинарот кои пишувале за случајот со Сашо Мјалков, поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање. Врховниот суд одлучил дека нивните права не се повредени, бидејќи тоа што го објавиле во однос на Сашо Мјалков не било нешто што е од јавен интерес. Сега колумна за ова пишува Јадранка Костова, една од оние кои вели дека низините права се повредени во овој случај. Колумната на Костова има интересен наслов кој алудира на дел од објавените преслушувани материјали или на така наречените опозицијски бомби. Костова вели: Сваровски громобрани на фамилијата, белоруски судски стандарди. Како и во секоја заробена држава, од некоја партиска врхушка, очекувано беше Уставниот суд да ја верификува нарушената чест и углед на според братучедот му, премиерот доблесниот Сашо Мјалков. А честа и угледот не му се урнисани од неговите дела во изминатава деценија, туку од изјавите на поранешниот амбасадор во Чешка Игор Илиевски. Гревот на Фокус е што овозможил таквите наводи да добијат гласност. Занимливо, но обвинувањата на Игор Илиевски за злоупотреби адресирани до висок функционер за највисок суд не содржале информации од јавен интерес, ова ќе да е според белоруски стандарди. Можете да имате 100 свиркачи што ќе ги посочат за злоупотреби, ама за судот тие не се кредибилни. За Игор дури срочија дека бил нерелевантен затоа што е бивш амбасадор, ама само братучедот и кога е бивш шеф на тајната полиција е кредибилен и релевантен. Тоа го пишува Јадранка Костова. Продолжуваме со уште една колумна која имаше силен одек во јавноста во изминатата недела. Тоа е онаа на Сашо Ордановски, како и сегаш неговите колумни добиваат голема гласност. Тие се често коментирани, анализирани. И овој пат Ордановски пишува: бандитите не се глупави. Бидејќи не верувам во колективната глупост на еден народ. Дури ако се има предвид првото златно правило на професор Чиполо за глупоста која гласи: секогаш и неизбежно сите го поценуваат бројот на глупави луѓе во оптека. Објаснувањата за тоа зошто бандата на власт се надева дека голем број луѓе се подготвени политички да ја поддржат и сопствената плячка, наместо да се побунат против бандитите што ги плячкосуваат, треба да се бараат во општествените и во политичките околности во кои живеат македонските граѓани со години наназад.
диагнозите се одамна поставени и состојбите се добро опишани. Накусо, просечниот македонски граѓанин денеска е исплашен за својот гол опстанок и нема доверба во никого и во ништо, од новинари и судови до политичари и временска прогноза. Ете, тоа е дел од таа колумна, која верувам дека исто така ќе биде нашироко коментирана и во наредниот период. Ако го зборуваме за одговорноста, романскиот премиер Понта поднесе оставка од својата функција поради пожарот во ноќен клуб во Романија во кој загинаа десетици луѓе, а исто така после тој пожар во Романија се случија и протести против владата, против институциите, зошто дозволиле таков пропуст, за се тоа да биде дозвола Понта да поднесе оставка. Еве ќе видиме и веста. Ова е еден од текстовите кои се објавени повод тој настан. Романскиот премиер си поднесе оставка на функцијата еден ден по масовните протести поради пожарот што во петокот минатата недела избумна во ноќен клуб во Букурешт, јавува BBC. Во пожарот во ноќниот клуб Колектив, животите ги загубија повеќе од 30 луѓе, а повеќе од 130 уште се наоѓаат на болничко лекување, од кои наголем дел се во критична и сериозна состојба. Претходно, директорката на јавниот сервис на Романија, Ирина Чаду, си поднесе оставка затоа што телевизијата со часови доцнела во известувањето за несреќата во ноќниот клуб, додека многу приватни телевизии за пожарот известувале од минута во минута. Ете, тоа е една вест за која може да кажеме дека доаѓа зачудувачки за многу коментатори на македонските прилики, за многу најблюдувачи, па и за многу корисници на социјалните мрежи кои веќе веднаш коментираат на ова и се прашуваат како е можно веднаш да се понесе одговорност за нешто, иако романскиот премиер се разбира ниту бил директор, ниту управник на ноќниот клуб, ниту собственик, тој нема никаква директна поврзаност, но едноставно тоа го прави политичар кој се чувства одговорен за работите кои се случуваат под институциите кои тој ги раководи и бара таква една вертикална, морална и етичка одговорност. Еве дел од коментарите на Facebook. Вели Митановски, аналитичар, колумнист, пишува: поракава е за Груевски или за Тодоров? Секако дека е за обајцата. На која планета живеат нашите властодржци? Тоа го прашува Митановски. А друг коментар на Горан Василевски во слична насока: недалеко од нас, кај што владее совеста, пишува Василевски. Тука ќе видиме дел од коментарите, кои се сега малку иронични, зајадливи. Затоа ли се поднесува оставка бе, а природбата слабак? Ма пушти го, се правда со некакви принципи кои владееле во Европската Унија. Зоран Куќа, уредник на Радио Слободна Европа, исто така пишува: зошто тоа го направи? А можеше народот да реши на избори, нели? Прашува Куќа. И во дел од коментарите ќе видиме под текстот на Куќа. Фросина Димеска, исто така новинар: Романија е околу 20 милиона, а Понта поднесува оставка по протест на 20.000. Како прв чекор, можеше да организира контрапротест на кој ќе извади повеќе луѓе од оние што протестирале. И одговорот: тука не станува збор само за чувство за вина, но во секој случај е за покажување како пример. А нашиве, и под нос да им го пикнеш, ке викаат народ, избори, ке организираат контрапротести и тоа за жал. Ете, тоа е. Тие се коментарите.
Толку за одговорноста и за тоа како се однесува политичар кој чувствува одговорност за она што се случува во неговите институции. Продолжуваме со уште еден настан кој се повторува во Македонија од година во година. Тој трае, тоа е загадувањето на дел од градовите. Еден од градовите кој најмногу е погоден е Тетово, каде што и последните мерења покажуваат дека Тетово не само што е најзагаден град во Македонија, туку е меѓу најзагадените градови во Европа и светот. Одиме со коментар на новинарот Жарко Настовски, кој самиот е од Тетово, кој сега вака вели: лани ова време подсетување дека ништо не се сменило и укажува на негова колумна која напишала лани и кој вели може слободно да се прочита сега и дека ништо не е сменето. Ете, тоа е добра слика, добар показател, добра алатка да се види како работите не се менуваат. Став: и без Југохром Тетово ќе остане отровен град. Тетово е меѓу најзагадените градови во светот. Одекнуваат веќе некое време новинарските наслови кои за волја на вистината не се толку претерани. Концентрацијата на озогласените честички PM10 во воздухот редовно надминува дози 10 пати поголеми од дозволените. Кога сме на прагот на зимата, а над градот ќе се спушти тешката полошка магла, загаденоста е речиси опиплива. Токму тогаш, поголем број тетовчани се освестуваат за овој феномен и реагираат, иако мерењата покажуваат дека воздухот во Тетово е загаден постојано, односно дека нивоата на PM10 се преголеми низ целата година. Но кога се работи за една ваква тема, која допира во здравјето на сите жители од регионот, граѓанскиот револт е очекуван и добре дојден дури и кога е задоцнет, а јавно го демонстрира само минорен дел од засегнатите граѓани. Тоа го пишува Настовски. А емисијата ќе ја продолжиме со друга граѓанска тема, а тоа е затворањето на дел од автопатиштата во Македонија поради снимање на филм. За ова веќе реагираат доста Facebook корисници, доста граѓани воопшто, а тие реакции продолжуваат, а сега се укажува и на можен друг проблем од овој застој кој се создава на автопатиштата. Еден од оние укажувања се дека патарините на автопатиштата се наплаќаат редовно, иако дел од нив се реконструираат, се работи на нив, има застој, но сепак патарините се во полна цена. Но има реакции и за друга опасна појава. Александар Дојранлиев вели: градско Велес, 40 минути. Југот на државата нека внимава да не се разболува, па да треба да стигне до клиник, оттеки испушти живот дур стигне во Скопје. Главната патна магистрала блокирана поради снимање на филм, а нечи живот може да зависи од брзината. Тоа го пишува Дојранлиев. Еве и фотографии како илустрација. За ова на Facebook пишува и Нурадин Смајлагич исто така, кој вели: добар бизнис ова со рентањето на автопатишта во државата. Тоа премиерот нашол решение како да се искористат автопатиштата, бидејќи еднаш кажа дека еден граѓанин на Македонија многу ретко се вози на автопат и затоа немало потреба да се градат патишта. А на Facebook исто така пишува и Зоран Македонски на неговиот профил, но овој корисник има различно мислење, вели: секоја чест, делницата Штип Велес во Новоруво и во Македонија се можело. Браво за премиерот Никола Груевски, срамота за бомбашот самоубиец од Струмица, кој сака да ја растори државата по теркот на својот претходник. И тука, еве, има Facebook видео од тој пат. Како што веќе најавивме, преминуваме на здравството. По оние сите немили случувања кои беа регистрирани во изминатиот период со смртните случаи во болницата во Гевгелија, во клиниката за гинекологија во Скопје,
по сите оние трагични, траорни приказни кои ја потресува јавноста, сега пред Министерството за здравство дојде група жени од Скопската општина Шуто Оризари, кои протестираат бидејќи во таа општина веќе подолго време нема ниту еден гинеколог. Жените се жалат дека поради оваа појава се јавуваат и големен број има на полни заболувања и на сите оние заболувања кои произлегуваат од немање на соодветна лекарска грижа. Од друга страна, Министерството за здравство посочува дека тоа е проблем за кој знаат, но дека проблемот е всушност што за гинеколог треба да тоа се материнските гинеколози се самостојни ординации и тие треба сами да се јават и дека на огласот за гинеколог во популарната шутка не се јавува никој. Еве таа вест. Жените од Шуто Оризари го натераа Тодоров да попушти. Тука има и фотографија од протестот. Иницијативата на жени од Шуто Оризари со поддршка на Хера денеска одржа кратка театарска представа како своевиден протестен перформанс пред Министерството за здравство. Преку представата ги прикажаа проблемите со кои жените секојдневно се соочуваат поради немањето матичен гинеколог во оваа општина, во која моментално има 8000 жени во репродуктивен период. Привремената мерка од Министерството за здравство да доаѓа гинеколог од поликлиниката Чаир не одговара на потребите на населението во Шуто Оризари. Во оваа ординација не може да се направи ПАП тест, не може да се добијат рецепти за лекарства, ниту пак упати за болнички и лабораториски прегледи, велат од иницијативата. Ете, тоа се фотографии од тој протест, а продолжуваме со здравството, за тоа пишува Горан Трајков на Facebook. Тој постира еден напис, значи една серија од текстови кои се појавија во дел од медиумите, во кои се пренесува некое истраживање, во кое 80% од пациентите велат дека се задоволни од македонското здравство. Еве тука еден напис во Вечер, во кој се вели дека во болницата во Кавадарци пациентите се задоволни 100%. Сега Горан Трајков реагира на ова, вели: пред да се насмееме, денес многу граѓани се згрозени од условите во болниците. Некои доктори беа пофалени, некои напаѓани и се согласија дека платите на докторите се премногу ниски за разлика од некои други граѓани, каде биле плаќани повеќе од што било потребно. За условите во болниците, поаѓајќи од храна, кревети, лекови, кои не се на позитивна листа, рекоа реклами рој, а лековите прескапи. Условите ги прогласија за катастрофални, освен тројца граѓани кои се лекувале во приватни болници и дека било нормално да се умира пред време 60:3, заслужуваме подобро. Тоа го пишува Горан Трајков, а за состојбите во македонското здравство пишува и ортопедскиот хирург Тодор Ношпал, кој имаше доста проблеми со Министерството за здравство. Тој го изгуби работното место на клиниката за ортопедија, подоцна доктор Ношпал ја оспори оваа одлука, тој доби судска пресуда дека мора да биде вратен на работа. Тоа е приказна која се уште трае, а еве го пустот на Тодор Ношпал, кој овој пат е напишал иронично. Од сигурни извори дознав дека во припрема е новиот закон за контролиран секс во бракот. Законот е во согласно со заложбите на владата на Република Македонија за зголемување на наталитетот. Имено, според овој закон, секој сексуален однос во брачната заедница ќе мора да биде закажан преку мој термин во Министерството за здравство. Исклучок ќе се прави во плодните денови на жената, кога ќе важи интервентниот термин. Исто така за секое зачнување, односно бременост, ќе следи награда по учинок, односно 3 до 5 вонредни сексуални односи, во зависност од бројот на бременности и обратно за казна ќе следи забрана 1 до 3 месеци. Пропуштениот мој термин се смета за искористен. Ова е со цел да се зголеми потенцијата на нацијата и квалитетот на семејнскиот материјал. Остваруваме за татковината со Тито напред.
Се надевам дека речиси сите ја разбраа иронијата во постот на Тодор Ношпал, на доктор Ношпал, и дека некој нема да помисли дека ова е вистинска реална мерка, дека навистина ќе се воведе. Продолжуваме со дел од оние останати теми кои ги имаме подготвено во емисијата. Дел се за економијата, а дел за оние редовни тековни политички случувања. Одиме со последните бранувања во технолошко-индустријските зони, овој пат повторно во Бунарџик, повторно проблеми за уште една компанија. Вработените во Продис во зоната Бунарџик 8 месеци без плати. Вработените во фабриката за органски производи и хомеопатски лекови Продис, која е сместена во слободната зона Бунарџик, се жалат дека веќе 8 месеци не земале плата. Дека практично една година фабриката не прави ново производство и дека магазините се полни со стока, а дел со истечен рок. Лошата финансиска состојба ја потврдуваат и во Продис, но велат дека ситуацијата е пред разрешница. Имаме проблеми, но веќе сме во завршна фаза со процесот кој ги решаваме тие проблеми. Нашите производи беа наменети за Русија и Украина, но со тамошните случувања, особено во Украина, извозот речиси сопре, велат од Продис. И за овие анализи, за овие случувања кои се објавуваат во јавноста во однос на проблемите во тие зони, за исплатливоста на тие инвестиции, за сите поволности, субвенции кои им се даваат на тие странски инвеститори за разлика од домашните, сега на дел од овие пишувања реагира новинарот Цветин Шлиманов, кој вели: овие комуњариве, не треба да им правиш проверка на факти на текстовите, треба проверка на мозок. Од каде им доаѓа таа злоба? Се радуваат дека Джонсон Контрол ке си оди, а они топ фабрика, и тоа среде Бишкорнико на Црпко, кој ако е паметен вечерва ке бара и предвремени локални избори. Бидејќи по ова, а и што нема да биде премиер, туку нема шанси да стане градоначалник по 2017 година. Тоа го пишува Цветин Члиманов, и емисијата ќе ја завршиме со моето ќоше на Ерол Ризаов, истакнат колумнист доајен на македонското новинарство, кој овој пат пишува за најновите пораки кои доаѓаат од медијаторот во спорот за името Метју Нимиц, а кои порачуваат дека постои можност дека е време Македонија да го реши спорот за името. Ризаов сега вели: кој е адутот на Нимиц? Ваков предлог на Нимиц, кога е на поведок е нова техничка влада со друг премиер, изгледа на вистина, благо кажано, зимзелено, да не речам налудничаво. Во момент кога Македонија го очекува најнеповолниот извештај од Брисел, 7ми поред, за напредокот во реформите кои според многу оценки, ако не биде одземена препораката, тоа ќе биде прилично условена, да не речам ултимативна, а Нимиц, како да е од друга планета, предлага итно членство во НАТО и брз почеток на преговорите со Европската Унија. Да првиот впечаток е тој дека светско чудо е да се случи нешто спектакуларно, поволно и брзо меѓу Македонија и Грција. Но историјата е полна со примери кога и најтешките преговори завршуваат наеднаш преку ноќ, кога во јавноста најмалку се очекува решение. Тоа го пишува Ерол Ризаов. И со овој негов текст ја завршуваме оваа порта. Редовното издание на емисијата гледајте го секоја среда во 19 часот и 15 минути. Тука ние на едно место ќе ви ги ставиме најинтересните случувања од интернет, од социјалните мрежи. Вие гледајте, расудувајте, не го заборавајте мотото на Трета порта. Ние не ви кажуваме како да размислувате, туку сами донесувајте заклучоци. Останете и со програмата на 24 вести.